Слушај ваму. Драги мои пријатели и пријателки, по подолго време, повторно во стариот формат на Слушај ваму, подкастот кој во соработка со Република го реализирам веќе некое време, но кој за жал беше прекинат поради мојата повреда. Тешка, лесна, да не кукаме, да не плачеме. Малку човечки може би треба да ви се обратам во првова колумна, затоа што по не знам кој пат се подсетувам на болка, страдание, лично, физичко, не психичко, не ментално. Психичкото и ментално е сосема еден друг аспект, но ова е ситуација која ќе се соочиш. Ова е ситуација на војна, ова е ситуација на борба за живот, ова е ситуација кога едноставно нема алтернативи, немаш многу простор што да правиш. Едноставно проработуваат сите твои инстинкти и се бориш за живот. Оно што е интересно го забележав, иако животот не ми беше загрозен и тако бев убеден неколку дена, додека не поразговарав со лекарите кои сериозно ме третираа со некои сериозни медикаменти. Прашав зошто, бидејќи нисум прв, нисум последен кој се повредил како што се повредил и каде што немало проблем, но ризиците се толку големи, тоа го разбрав не за мене, за сите. И едноставно нема тука алтернатива, нема тука Харе Кришна, нема тука масла од смокви, од семки, од мушмули или што ти ја знам. Едноставно мораш да се приклониш кон фармацијата. Зборам, ова се првите денови, ова се првите недели, ова се првите борбени редови, каде што и забележав драматична промена на крвната слика. Малку сум писмен за медицина и за она што ми се случува, но она што го забележав е драматичен пад на сите параметри. Сватив од самата тоа моја визија, да речеме, ако ја имам просечно негде 5,3 милиони крвни зрнца, за само еден ден, за само неколку, само еден ден, се повредив 2 часа, 3 часа, 4-тиот час веќе имав крвна слика, на крвната слика веќе мене ми беше, иако пред 6 месеци ја направив, има 5,2, 5,3, веќе на крвната слика што бе веднаш по повредата, нели триажата што ја добив, ми беше падната на 4,8. Зошто и како, можам само да предпоставам, бидејќи сигурно таа медицинска генеза ја знаат многу постручни од мене, но мене ми беше доволно дека јас како диабетичар, шеќерот на апсолутен рекорд минимум. Црвените крвни зрнца апсолутен минимум. Белите, сите параметри опаднати. Интересна работа што внесував енормна количина на калории, бидејќи таму каде што лежев немав многу избор за храна и не можев да внесувам храна каква што внесувам, протеинска со редуцирани калории за колку толку да одржам тежината. Грам не можев да качам, бутав се и се што, едноставно сватив дека организмот се бори хистерично. Викам, ајде, не е мала повреда. Мојата драга докторка која ми ја спаси и ногата и прстите, ми вика, и тоа како организмот има свест дека нешто многу тешко, многу драматично, вика, ја ти ја чистев раната, вика, толку беше загадена, толку силна инфекција, толку длабока повреда и организмот едноставно тоа го манифестира преку силна борба и масовно лачење на сите потребни честички, клетки, ензими и што ти ја знам, што све не,
за да заздрави. Бидејќи бев многу дисциплиниран, но сепак во ризична, 60 и кусур години сум, имам инфаркт, немам слезина, што значи подложен на инфекции, немам крајници, 3 крајници, инфарктот го спомнав, хронична хипертензија, згора на тоа и после короната закачив и диабет. Не беше страшен диабетот, но го држам под контрола со одредени лекарства. Но сето тоа за лекарите, за мојата докторка беше многу алармантно и не можеше да се препушти на никакви, така да речам, импровизации. Зошто импровизации? Затоа што ние обично сакаме да кажеме, нели, ќе јадам лукче, ќе пијам ракија, сето тоа ми е во ред. Не е баш така, луѓе. Не е баш така. Може би било пред 200 години, ама тогаш 50-50 биле шансите. Баба ми моја имала 7 деца, 3 преживеале. Значи, тоа е ризик во кој се иде и едноставно, да ви кажам, во еден момент и бев подготвен, да речам, окей, game over, фала ти Господи за себе, ова пакој ме арно, ама изгледа не ми било дојдено времето, нити повредата била таква, а и луѓето околу мене се потрудија. Се обидов храбро да го издржам тоа, ама болката беше толку силна, а за да издржам болката ја е вербализирам. Или зборам, или грчи, така натаму и така натаму. И на големо разочарување на луѓето околу мене, мислеа дека сум кукавица, плачко или дека сум нетолерантен на болка. Викам, ја сево ова го издржувам, дали само ќутењето и нереагирањето значи дека човек ја издржува болката или оној што е. И потоа ми рече еден од стажантите, ми вика, знаете што, извинете, стварно сте во право, затоа што обично тие што се прават јунаци кои ќе ни дојдат со вакви посекотини, вика, после 2 метра ни паѓаат у несвес. Очигледно на организмот му треба и тој релиз, значи и тој наш крик, и тоа издувување, некакво балансирање за да се носиш со сето тоа. Бидејќи имав шипки, требаше долго време, тоа се големи болки, долго време ги носев, требаше да се издржи тоа и психички и ментално, и не сакав никому ништо да се докажам, но имав еден куп апчиња за смирување, знаејќи што ќе биде, дека ќе ми биде сонот пореметен, дека ќе ми биде пореметено спиењето, дека болките ќе бидат големи. Ја и ден денеска ги имам, иако сум заздравен, на Facebook и ја објавив каква ми е раната и тоа е феноменална работа. И ќе ви кажам што е алтернативата, како успев. Значи, бев многу дисциплиниран, нема врска ни со храна, ни со витамини, ни ништо. Едноставно го живееш денот од час до час, од миг до миг, и дури сватив дека се додека ја чувствувам болката, окей сум. Окей сум не од мазохистички, затоа што ги слушнав и разговарав. Ја па чепкало сум сега новина, шо да правам таму? Мене ми е досадно да лежам, па макар, знаеш, во сите болки не можеш да идеш, се влечам ко у ране, оние се влечкаат од околу и така натаму. Се лачи одреден, ај сега да го карикирам, тропомин. Тропоминот е оној кога имаш инфаркт и така натаму, па се лачи таа белковина и што ти ја знам, и кога умираат мускулните влакна на срцето, тоа е специфичен, ама не ми текнуе, како се викаше, хормон или што ти ја знам, кој при болка на газењето, а нели сите штедиме тогаш кога те боли тоа да зарасне, не. Зараснувањето е многу побрзо колку што ја чувствуваш и болката, затоа што болката не е само ментална, таа и физичка. Менталното и физичкото предизвикува во центрите на мозокот, сега знаеш како, додека го најдеш балансот, не сум јас гуру, едноставно викам, кога веќе морам да заздравам, да го направам тоа како што треба, затоа што ја гледав каква ми е сопругата, децата, потона, викам, големи сте, самостојни сте, што и да ми се случи, што се потресувате, но сватив дека имам одговорност, не можев да кренам раце. Иначе, стварно да ви кажам, се чувствувам подготвен, Господ ако ме повика, пакој, затварај радњу, мајсторе, терај. Ама,
Ете, сваќам дека треба да поминам уште некое време овдека, доле, да помогнам што треба да се помогне, и за да бидам функционален морам да си помогнам и на себе. И гледав да бидам несебичен, таму им помагав колку можев и на други, разговарав и што ти ја знам и така натаму, бидејќи ја не знам што, ја зборам, а кога зборам очигледно сум им интересен на луѓе тешко се изразуваат, правам смешки, керефеки, и тој им помагаш и на пациенти и што ти ја знам и така натаму. Болката сама на ногата лачи одредени субстанци во организмот кои го забрзуваат лечењето. Фрапантно беше кога отидов на втората преврска, кога ме отвори. Мене преврските, откако ми ги извадија шипките, многу тежок период ми беше вадењето на шипки, не знам зошто, уцвикав тотално. Нема врска. Сакам да кажам дека втората преврска после вадењето, кога веќе, знаеш она, ногата free of све. Првите 2 недели бев во инвалидска количка, апсолутно. 3 недели бев со онаа лонгета како чизма и со штаки. Едно месец дена потпирајќи се на бастун. Вкупно некој си 30 дена. 30-тиот ден на онаа тешка повреда кај што ногата беше ваква, кај што буквално ја плаках, не ја вадеа кал, вадеа парчиња од дрво, вадеа 300 работи, не можам да зборам како дојде до повредата, уште сум мјау, ќе направам некое поучно видео, зошто да се плачам без врска за некакви ваши сожалувања или лајкови, не, напротив, можеби моето искуство ќе помогне некому, ало, шо прави? А таму, кај што лежев, масакар, деца, стари, се исекле, кој со алат, кој со... А мене ме фаќаше срам, леле, викам се, ако ќе речат, види Јанко се повредил, бе, како не ти е срам да се сам да си ја повредиш ногата. Тоа било масовно. Тоа е неверојатно како народов има затемнување на умот. Дефинитивно некакво затемнување. Кога ми ја погледнат при таа втора преврска стажантот, ја не можев у тој момент да проценам дали и се додворува на мојата лекарка, професорката доктор Туџарова, или искрено го мисли. Ја немав уште, онака, многу не бев расположен да си ја гледам ногата, но откако дојдов дома, си ја измив и се, кога ја погледнав, едноставно ја бев шокиран. И покрај оние огромни болки, имаше само една тенка линија кај што имало некаков тенок пресек. 2 прста ампутирани, сето тоа веќе се враќа во нормала. Но, генијалноста во целата работа е, драги мој, бидете фокусирани. Ја не знам дали во Република или ќе направам посебен подкаст и што ти ја знам, каде што ќе ви објаснам каква алтернатива налетав. Бидејќи у овакви работи не можеш само на хемија. Ја имав купа апчиња против болка, не ги земав, за да ја чувствувам болката, нели, тука не се доизразив. Имав кетонали, имав аналгини, имав диазепами, све што ми дава одбивав. Може би 2 бруфена ако сум се напил у периодов и то поише кога ме стегна синусот, одошто било што друго. Здравието топ ми беше на сето ова. Она што сакам да кажам е што налетав, благодарејќи на доктор Туџарова, на една феноменална процедура наречена кислородна терапија. Имено, те ставаат во хипербарна комора, каде што те спуштаат, ти го качуваат притисокот, таа е потполно затворена, метална, тешка, постепено, околу 20 минути те спуштаат како со притисокот, како да си негде 15-20 метри под површината. Значи, огромен притисок, не го осеќаш ти тоа така, може би како авион, знаеш, кога ќе ти се затнат ушите па се регулираш, бидејќи притисокот не е само над, тој од сите страни, така да човек го поднесе. Но во исто време дишеш чист кислород. Во своите 60 години ја не сум видел по фантастична терапија. Цвикав да влезам, морам да признам дека цвикав, што го мрзам овој покрет, она рака на... Јас да ви кажам, ова. 2 работи мрзам, особено овие јавни личности. Раката на овде кој ќе ја стави, одма не му верувам. И која збори у трето лице еднина за себе. Како и да е, бидете алерт
постои нешто што, ако ви го опишем, прво ќе мислите дека лажам, ако ми поверувате ќе мислите дека е ова презабегано, ако и го надминете тоа ќе мислите дека е ова е некое масленце, пак ми продава, басма за свила, врска нема и така натаму. На очи гледав чудеса. Заслужува неколку часа. Најверојатно дека некој ќе ми биде и гостин, ќе направам големата овдека, ќе објаснам и нешто, така натаму. Драги мои, мојата повреда не беше ни страшна, ни тешка. Наспроти, маката и страданието што го видов во овој дерогиран, уништен здравствен систем, прекрасни луѓе, болничари, сестри, лекари, ставени во такви мизерни услови. Каде е тој нов клинички центар? На такво ноторно лажење, дали е тоа нормално? Условите, хигиенските услови, некој оделение е добро, некој е лошо, негде мизерија, страшно. Сите страдаат. Македонци, албанци, срби, роми, тоа е мизерија. Се туркаат на шалтери, овие се нервозни, премалку луѓе, не е проблем, мислам, неспособност неизмерна. Да не зборам со каква мизерна храна добил најверојатно некој гилиптер има добиено тендер, бутај таму, наоѓав купишта нови кревети. Што е ова? Сваќам дека тендери брако пред 5 години донеле, после 5 години ајде нови. Кого прават луди бе? Еден кревет 10 години трае и се прашуваш после што ќе биде после него. 3 тури за кревети за 5 години. Човек да се размисли. Се сеќавате? Палев свеќа овдека за жртвите од онкологија. Тоа е страшно. Тоа е страшно. Тоа е концлогор на неконтролирана екзекуција на народот. Не усмртување, убивање во дух, физички, здравствено. И тоа, ајде е некој концепт со нешто, но ставно некадано, затоа што си ги лапаат парите од тендери и пуштаат народ да си тера. Како сака, што сака, мизеријата. Ако сакате да го видите животот и светот во Македонија, тоа е тамо. Слушај вам!